Морам да кажам неколку збора за нашиот домаќин и организатор Цивил. Џабер го сретнав веднаш по доаѓањето во Скопје во 2011 година и почнав да ценам работата на Цивил како една од најдобрите организации за зајакнување на граѓанското општество и заштита на човековите права и промовирање на слободно општество. Особено ценам јасната позиција на Цивил од самиот почеток во врска со војната на Русија во Украина, можеби најголемата опасност во моментов за нашиот дел од светот. Зелен Цивил ги решава најиминентните опасности во светот, тоа е климатската промена. Двата предизвика за мене и за други се злоупотребуваат со хибридната војна од Русија и нејзините сојузнички и утилитаризмот е општа опасност за така наречениот слободен свет. Сега повеќе од било кога дефиницијата на авторитарианизмот според Оксфорд речникот е наметнување или промовирање на строга послушност пред властите на сметка на локалната слобода наспроти мислењата на другите. Ако ова е дефиницијата, се прашувам зашто луѓето во светот и скоро во многу европски земји гласале за лица и партии кои што јасно поддржуваат авторитарианизмот. Ова е закана која што треба многу сериозно да ја сватиме во ова многу тешко време на криза. Многу се плашат, тие сваќаат дека се случуваат големи промени, но не знаат како да реагираат. Секако избора на секој човек и група да одговарат на овие проблеми, но политичарите, бизнис елитите и интелектуалците треба да играат водачка улога во овој одговор согласно своите одговорности. Но често се случува сосема спротивното. Овие интелектуалски елити ги злоупотребуваат влијанијата за повеќе да ги заплашат граѓаните. Го гледаат својот интерес и се решават за авторитарни решенија. Тоа е хипокризија во меѓународната политика. Ова има огромна влијание на обичниот гласач поради тоа што гледаат неуспех во власта и бараат алтернативи. Ова мора да се дискутира и треба да се решава. Не знам кој е решението секако, но знам дека слободата е клучна. Решенијата може да бидат да се најдат, да ги наоѓаат слободни луѓе во слободно општество, во слободен разговор и слободни медиуми. Ова го рече минатиот председател на Германија, од Источна Германија. Ова ќе биде во согласно со резултати од најголемите германци, филозофот Емануел Кант, кој што го следиме, го славиме годинава неговиот 133 роден ден. Ова не е место да се дискутираат неговите филозофии, многу е гломазна, многу книги има публикувано и така натаму, и ќе сметат дури на англиски ќе си најдете книга, па и на вашиот јазик, српски, албански. Може да си прочитате повеќе. Не е лесен за читање, комплексно размислува и комплексен јазик користи, туку решава комплексни проблеми на човештвото. Тие мораат да се решат и тоа сега. И затоа се повикувам на Кант. Ова е една од најпозната реченица негова. Извинете, не знаеме германски. Preis stellt. Alle Menschen haben ungeachtet ihres Rangs oder ihrer sozialen Klasse den gleichen inneren Wert oder die gleiche Würde. Human dignity is a status. Човечкото достоинство е статус кој што ги става луѓето над сите човекови битија, независно својата положба и социјална класа, имаат исти вредности, иста достоинство. Ова стана крилатица на германското право после Втората светска војна. Тоа е првата Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Човечкото достоинство е заштитено и се заштитува како страна на државата. Горда сум што основачите
на германското право после Втората светска војна во најтешкиот период на нашата историја после нацистичкиот барбаризам го зема Кант како основа за уставот и ова стана прво поглавје и на Европската повелба на човекови права. Човечкото достоинство е неповредливо и треба да се заштитува. Кога гледаме дефиницијата на авторитаријанството, која што ви ја цитирав од Оксфордскиот речник, многу јасно дека авторитарните држави никогаш не може да представуваат решение. Мора да многу сериозно да ги земеме предвид стравовите на луѓето, проблемите со кои што се соочуваме екстремно комплексни и не може да има едноставно решение. Но ова е задача на политичарите, интелектуалците, бизнис елитите да им објаснат на обичните луѓе дека ќе бидат тешки решенијата и болни можеби. За мене не е прашање дека оние кои што се појаки и посилни мора да покажат дека треба да го земат поголемиот дел од товарот. Авторитарианизмот ветува многу, но исполнувањата представуваат проблеми. Лесните решенија за комплексните проблеми се лага и мораме да кажеме секој ден и секој пат. Мораме да кажеме и да докажеме дека човечкото достоинство е неповредиво. Од аспект на реалноста, на она што се случува во Украина, што се случува во Блискиот исток, па и што се случува во Судан. Никој не зборува за таа ужасна една војна, глад и на многу други места во светот, Мијанмар. Не сакам да продолжам да набројувам, но никогаш не смееме да кажеме и да се подвлекуваме дека човекото достоинство е неприкосновено. Затоа нема лесни решенија со миграција. Сега ги враќаме дома сириците. И таа беше целта на Турција, затоа се замеша во ситуацијата. Сака да си одат нивните бегалци, 3,5 милиони. Секогаш има некој интерес за постапките. Најважниот принцип е човечкото достоинство. Тоа израелскиот филозоф го рече во Виена годинава, рече достоинството на човекот е неповредиво. Тој представува радикален универзализам, што не беше и затоа беше отфрлен од еврејската заедница. Тие го бойкотира неговиот говор, но не го разбира кој што целта. Мислам дека треба да има ограничување толеранцијата. Сега кога демокрацијата е заснова на демократија, дискусија, разговор, но тоа со некои луѓе е невозможно. Не може да дискутирате со секого. Со Путин, според мене, 6 години помина во Русија и знам дека рускиот систем малку го познавам и нема да можете. Тој разбира само јазик на сила. Да не правиме слаби компромиси кои што ќе водат дополнителни проблеми. Може да запре војната некое време, но нема да биде решение. Нема лесни решенија на комплексни проблеми. Се надевам дека може да дискутираме за ова повеќе. Мило ми е што седам тука со вас покрај жена од Украина, затоа што тие го имаат почувствувано руското влијание веќе 3 години. Младите луѓе во регионот не разбираат, не толку млади, да речеме релативно млади. Србинка една ми рече, зарем не е грдо она што се случува во Украина со бомбардирањето секој ден и други кривични дела, таа рече да, но ние исто пативме кога не бомбардираше НАТО. Едноставно, добра жена е, добра личност, но не разбираше што се случува и што се случува сега. И тоа е заради тоа што Србија е под напад на руската пропаганда секојдневно. И луѓето навистина имаат извртен светоглед. Некој ми го кажа ова. Ако
човечкото достоинство и човековите права ние ги земеме како основица на се и секој ден да говориме за нив, тогаш на многу лошо ќе се сврти работата.